Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи ви имате право да знаете вистината. Темата на нашата вечерашна емисија е како живеат македонците во Егејска Македонија. Емисијата е најавуваме од овде, од Лерин, кој е седиштето и срцето на македонштината во рамки на Егејска Македонија или во рамки на Северна Грција, кој што велат во Република Грција. Околу 1000 до 700 места населени, грачиња, селца и така натаму се имаат сменато имињата од словенски, од македонски во грчки во изминатите 70-80 години. Грција тоа проба да го направи со македонската држава. Ќе успее ли Грција во своите намери? Јас ќе кажам еден збор селски така. Кој вика, тој ќе има украдено. Така? Грците значи имаат украдено. Па кој вика, ти ако ми дојдеш ова што го имам правено јас со мака тука ова и речи што ти е твое, тој не треба да викам јаска, ќе те фата, ќе те извада надвор. А ако дојда ме пушти, некој ми даде поклон, оти на Грција некој му даде поклон. Нема да даде, оти беше населено со грци. Тоа е Грција ја доби Егејска Македонија ко поклон. Да, поклон го доби. Јас ка едно ќе кажам. Баба ми тоа беше жива, га прашуваше. Мамо, кај ти беше тие години поарно со турците, или таа пристигна и турци и грци. Кога избегаа турците, дојдоа грците. Грците ни забранија и црква, и језик. Турците све имаме. И црквата се држиме, и језикот се држиме, и све. Значи по турците ви беше полесно? Од турците ни беше полесно од грците. Господине Таше, се наоѓаме веројатно во едно од стотината напуштени села во Егејска Македонија, во селото Горно Дренови. Да. Пред црквата сме, струшена е црквата. Ова велат дека е слободна територија некаде од 44 до 49 година. Да, тоа време навистина оваа територија беше слободна територија. Тука завладуваше тога и демократската армија, така се викаше тогаш. Дури може да се најдат и графити, се уште по куките да живее демократската армија и така. Добро, ние го познаваме и од некои луѓе, знаете што живеат тука, па после ми кажуваат така било тоа време. Велат дека после губењето на тие битки на Вичо, на Грамос, таа македонска армија во рамки на демократската армија на Грција, едно од последните места која паѓа под грчката армија е од ова место, Горно Дренови, или Крања по грчки, како се вика. Да, и местото така, тука беше, да речеме, силата на демократската армија. И последното вистина, кој што се повлекува кон Албанија, последните битки тука беа во овие места. И како ви изгледа? Мене, например, ми се стега грлото кога гледам. Ова се разрушени куќи. Мене ме боле главата, не ми се стега грлото, појки. Демек ме боле главата кога гледам. Овде некојаш бил македонски живот, живееле стотици македонски семејства. Не стотици само, тука 1000 живеа во овој Корештија, например, цела ова територија. Ова е Преспанска, значи, околје некоја. Да, Преспанска и Костурско. Преспанска и Костурско. Обично велат, значи, пред 48-49 околу 30.000 македонци живееле. Толку некаде, да. Денес вика нема ни 2500 тука. Ниту 2500. И знаеме сега, ние знаеме од повеќето се веќе во Република Македонија и има неколку во диаспората, Канада, Австралија. И сега не може човек да се најде тука. Еве црквата. Многу тешко може да се најде, а веќе во овие села не може да се најде жив човек.
Господине Ристо, вие имате правено вероятно анализи. Колку македонци се иселени од Егејска Македонија после Балканските војни? За која бројка може да стане збор? Бројот е и многу голем, дека треба да дојдеме во точката за геноцијата што се стори од грчката држава. Значи, вие мислите дека од луѓето што избега, вклучително и генерациите кои се изнародија после во тие центри кај што емигрира, дали во Америка, дали во Македонија, дали во Бугарија, дали во Канада, другите прекоокеански држави. Јас ќе ви кажам еден пример. Дека некаде околу 1 милион луѓе македонци живеат со потекло од Егејска Јас ќе ви Македонија. кажам еден пример, освен Буф, што е многу познато, едно растурено село од местото од Леринско, што загина од светската карта. Пример Пожарцко, селото моје кај што живеам, и сум роден. Или Лутраки по грчко, Или како се Лутраки нарекува. Аридеас по грчко. Пред Втората светска војна, Пожарцко беше 4.500 граѓани. 4.500. А ден денес не 1250 граѓани. Значи, А кај е тоа? Кај се тие граѓани, значи, кај загина тој народ? Беа македонци најголем дел? Не најголемиот ден, Пожарцко беше едно чисто македонско село, 100 од 100 македонци. 100% македонско село. Господине Петре, ние се наоѓаме во селото Буф. Тоа е едно од најголемите македонски села, односно беше едно од најголемите македонски села во Леринскиот округ. Некаде пред 100 години броеше повеќе од 2000 луѓе, некаде околу 3000 луѓе. Не 100 години, пред 60 години, 40 година, имаше близу 2500 луѓе живеат во село. Во село Буф. И каде снимаме сега, господине Димчев? Кај се наоѓаме сега? Сега сме пред училиштето. Ова е училиштето, значи, Така. во село Буф. Пред 100 години направено од луѓето од ова село, Со нивни пари, значи. со нивни пари, никој не му помогна, Значи богато село. многу богато. Тоа беше помало градче едно време, така што велат луѓето тука. Ова е- Имаше све, од се занаети, така не се вика, занаети. Да. Се имаше тука во Значи селото. ова е основно училиште или од прво до шесто, шестолетка како што се вели во Грција. Така. Едно време имаше близу 600 деца тука. 600 деца учеа во ова. Така, во вас. Сега е запуштено, гледам. Го гледавте сега. Гледам многу куќи се напуштени во Буф. Колку луѓе се избегани во Буф после граѓанската војна. Ова е полупразно село веќе. Повеќето луѓе од селото, или ко деца, или ко борци, заедно со фамилиите, Избега. избегајаат и тука беше, знаете, воено поле. Тука беа борбите. Борбите тука беа горе во планињето, тука во... И многу се повија преко океански Но. земји, на печалби. Па после граѓанската војна, тие што останаја не можеа да живеат тука од притисок од владата, тамо од грчката влада. Милиција во селото имаше тука, натре во селото имаше. Тука имаја. И колку Стеша. колку села македонски се запуштени тука, посебно во Лерински, Костурски дел, тука веројатно најмногу села се запуштени. Во Костурскиот округ знам многу села, има повеќето села тамо во тоа место, а па и тука има треба да има некои 10 села така распустени. Едно од најбавите предели бисери на Егејска Македонија, Костурското езеро,